Сонлива си? И се спијам, а не можам да заспиам. Кога бев дете, најубаво заспивав со приказна. И јас сакам приказна пред спиење. Најмал проблем. Ти намести го перничето, покри се и слушај. Си бил еден елен. Еден ден тргнал на прошетка низ шумата. Одеднаш слушнал жално завивање. Погледнал, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз еден волк. Стенкал волкот, мачејки се да се извлече од поделката. Еленот замавнал со роговите па рекол: "Со задоволство би ти помогнал, волку, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам." Миличок, обиди се, барем не гледаш дека душа испуштам. Те молам, помогни ми. Еленот се сожалил и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, го поместил дрвото. Малку, но доволно за да се извлече волкот. Ама сум силен, се израдувал еленот и горделиво го продолжил патот. А волкот пак станал на нозе и почнал да гледа дали си го оштетил крзното. Кога се уверил дека се е на свое место, се сетил на еленот. Се стрчал кон него и му свикал: "Стои! Каде одиш?" "Каде? Онаму каде што тргнав," одговорил смирено еленот. "Да не си мрднал," рикнал луто волкот. "Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен." "Ајде, па нели те спасив од смрт?" зачудено прашал еленот. "Тоа нема никаква врска," одговорил волкот. "Нели ти е срам?" "Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот." Еленот нормално не се согласил да стане вкусен оброк на волкот, па почнале да се расправаат и да се убедуваат, но не успеале да се разберат, па еленот предложил: "Ајде, некој нека ни пресуди, па да видиме кој има право." Волкот си помислил: "Можам еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како десерт." "Па, добро, нека биде така." Еленот и волкот дури вечерта нашле судија. Стариот мечок. Ги изслушал, се замислил, па дури потоа проспорал. "Не знам што да правам со вас. Треба да одиме и да видиме каде се случило тоа што ми го раскажувате." Волкот и еленот го однеле мечокот кај елката што ја откорнал ветрот. Ја погледнал мечокот елката и повторно се замислил: "Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш." "И тоа како можам?" се навредил еленот и го
поткренал дрвото со роговите. А мечокот продолжил: "Ајде, волку, легни повторно поделката. Не ми се верува дека си можел низ толку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам?" Се налутил волкот и за момент се нашол под поткренатата елка. Мечокот смирено рекол: "Ајде, сега ти, Елену, врати го дрвото на местото кај што било." Еленот ја пуштил елката и волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков неблагодарник и предавник?